Добро утро, колеги во студиото. Вториот фестивалски ден на годинашните 65-ти струшки вечери на поезијата помина секако во знакот на книжевните представувања, поетски читања, поетски средби, многу промоции, но она што беше во фокусот е всушност представувањето на авторите за наградата Браќа Миладиновци, награда за најдобра книга помеѓу две фестивалски изданија, а токму денес на пресконференција ќе биде објавен и добитникот на оваа најголема национална награда. Меѓу останатите промоции беше и промоцијата на книгата Венце носи разговори на брегот на нашиот колега Дима Ратајковски, кој што во моментот ја врши функцијата директор на културно-информативниот центар на Македонија во Турција. Диме, добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Така, книгата е Венце носи разговори на брегот. Сега ние ќе се обидеме во само 5 минути да поразговараме покрај брегот за оваа книга во која што се всушност представени разговорите кои што ти низ годините како новинар уредник од македонската телевизија ги следеше струшките вечери на поезијата. Па морам да кажам дека ова е и едно ново искуство за мене, првенствено како автор, затоа што се појавувам како автор на книгата. Имено станува збор за збир на разговори, диалози, интервјуа, кој како новинар уредник во македонската радиотелевизија имав можност да ги правам со лауреатите, добитниците на наградата Златен венец и големите поетски имиња кои што доаѓа и беа дел од Струшкиот поетски фестивал во периодот од 2012 до 2018 година. Така што книгата представува збир на диалози кои што раскажуваат на вистина интересни приказни, не само приказни од личниот живот на самите лауреати, на самите поети, туку дискутираме, разговараме, глаголиме за теми кои што на вистина го допираат и она што се нарекува метафизичко. Навлегуваме во теми кои што на еден начин правиме мост помеѓу она што значи реален живот и она како ние сакаме да изгледа идеалниот поетски живот. Има разлика нели во создавање и продуцирање на програма, и има разлика во создавање на едно книжевно дело. Ета кога се соочи со процесот на објавувањето и на оној сублимат на ова издание, кога разбрали или сватили всушност колку историја и колку архива си оставил на македонската телевизија преку сите тие портрети кои што ги имаш оставено во изминатите години? Па сигурно, јас можеби од оваа гледна точка, од оваа дистанца сега кога ќе погледнам македонска радиотелевизија на сите нејзини канали, практично се гледа она што го правиме и она што го оставаме зад нас, а несомнено работејќи подолг временски период на Струшките вечери на поезијата, архива е навистина богата. А и претходно македонската радиотелевизија заедно растеше со Струшкиот поетски фестивал, почнувајќи од 1964 година и постојано продуцираше програма и реализираше програма од Струга. И на мое огромно задоволство влегувам во кругот на новинари, уредници кои што е дел од целокупната таа архива, особено затоа што имајќи во предвид дека книгата Венце носи, која што е издание на Струшките вечери на поезијата, е токму реализирана преку интервјуата и разговорите кои како новинар ги имав правено за телевизијата. Практично тоа се интервјуа кои што од телевизиски формат се пренесени на хартија. На хартија, така. Но сметаш ли дека вакви изданија, вакви публицистички изданија, Струшките вечери на поезијата имаат издадено многу одамна? Ќе остане ли оваа книга како еден документ и како една хроника за Струшките вечери на поезијата и сите следни колеги кои што ќе доаѓаат да имаат на едно место се за лауреатите кои што поминале низ историјата на Струшките вечери? Сигурно, и токму затоа дојде идејата од страна на Струшките вечери на поезијата да издадеме оваа книга. Инаку, и можеби интересно за јавноста е да кажеме дека жанрот публицистика на кој што припаѓа практично
книгата Венценосци е жанр кој што веќе исчезнува од македонската книжевна сцена и практично книгите кои што се објавуваат од ваков вид се поретки и поретки. Како што напомена и ти, првата ваква книга Разговори со венценосците е објавена веќе во далечната 1983 година од страна на уште еден наш колега, стружанец кој што работел за радио телевизија Скопје, тој е новинарот Јован Поповски. А Венценосци Разговори на брегот е втората книга од ваков карактер. И мајке во предвид дека во еден подолг временски диапазон се појавуваат само две книги, тоа значи нека дека биде поттик да има уште повеќе Апсолутно. вакви книги и да се соберат затоа што има на Затоа што 65 години. Архивата на македонската телевизија изобилува со многу материјали и многу наши колеги работеле на оваа тематика, така што еве јас јавно ги повикувам и ги поттикнувам да тие разговори ги преточат во книга за да бидат достапни за сите. Така да има, кога зборуваме за струшките вечери на поезијата, зборуваме и за светските поети, но еве како завршеток на нашиот разговор покрај брегот, колку е значајно што струшките вечери на поезијата се всушност чуварот на македонскиот јазик, но и го представуваат македонскиот јазик во светот. Една од главните мисии, главната цел и зошто се формирани струшките вечери на поезијата е токму заштитата и промоцијата на македонскиот јазик уште во далечната 1961 година. Тогаш македонскиот јазик се соочувал со негација од страна на соседните држави и токму овој фестивал е создаден во функција на македонскиот јазик и како успева и живее веќе 65 Ние години. можеби истата политичка констелација или конотација од тоа време ја чувствуваме и денеска и токму затоа државата мора да посвети поголемо внимание и тука сите ние да дадеме свој придонес во она што значи развој на фестивалот и негова меѓународна промоција. Тоа е многу значајно за нас. Така и успешно се реализира овие изминати години. Диме, Апсолутно. Благодариме многу за гостувањето и за одвоеното време. Благодариме што стана рано да видиш што нас и да споделиш со гледачите се она што се случуваше вчера. Ви благодарам и на вас. Тука, почитувани, го завршуваме ова наше известување. Она што би сакала да го потенцираме само дека и денеска, на овој трет ден на 65-тите јубилејни струшки вечери на поезијата, исто така има богата програма. Најпрво ќе посетиме црквата Перивлептав, каде што ќе има поетско читање, потоа со лауреатката на златниот венец Неке Брасинга, исто така посета на неколку знаменитости во Охрид, бисерот на Македонија, пресконференцијата со објавувањето на добитникот на најголемата национална награда Браќа Милодиновци и уште многу настани и во следните денови, така што тука сме со колегата Ѓорѓе Трпески, ќе ви известуваме за се што е значајно за овој фестивал.